Имаме нова управа, нов преседник и членови на управа. Значи, столб на управата останува општина Куманово, која што е која ќе остане како главен спонзор. Но после толку години имаме во управата и луѓе од приватен сектор, луѓе кои што го препознава брендот на кошарката во Куманово. Значи, тоа се Хромак, Делукс и Кватро, кои ни дадоа една стабилност на кошаркашкиот клуб Куманово, затоа што општината не можеше веќе да се бори со оние финансиски средства за да се бориме за плей-оф. Така да, за да не останеме, да се бориме за обстанок во лигата, успеавме да направиме управа, успеавме да направиме една стабилност на клубот, кој се надеваме дека оваа година ќе бидеме меѓу првите 4 за да можеме да играме конечен плей-оф, кој што не го игравме претходните 2 години. Затоа, би сакал сега, пред да кажеме нешто за турнирот, да ги повикам сите, значи, стопанственици во градот, сите љубители на клубот, кои што клубот е на сите граѓани на Куманово, клубот е на сите партии на Куманово, значи ова е клуб на граѓаните на Куманово, кои што можат да помогнат да влезат во клубот. Затоа што сакаме да направиме клуб каде што сите граѓани ќе можат да дојдат, да ги дадат своите идеи, да помогнат колку може. Така да во тој дел ќе направиме и напори да тие младински школи што ги имаме, сите да се тренираат бесплатно. Но тоа се за да го направиме треба помош од љубителите на клуб. Многу малку сме за месец дена, така да не можеме да направиме некој турнир посилен од оние кои што беше пред 20-30 години со екипи од онаа поранешна Југославија, но сепак успеавме да направиме турнир еден, да го наставиме традицијата на турнирот со првакот на Македонската лига, на клуб во Македонија, исто на АВА лига Тримците Скопје. Нашите пријатели Рилски од Бугарија со еден силен тим, и Фенинус и Ковадевци кои исто така имаат еден доста јак тим. Со нас да учествуваат на овој турнир и да ја продолжат онаа традиција на турнири во Куманово. Околу организацијата би сакал само да кажам не само за овој турнир, него и за понатаму. Значи, бесплатни карти веќе, кој што кажете, во Куманово нема да издава. Картата за една утакмица сега за турнирот ќе биде 50 денари, за 2 утакмици, и понатаму ќе биде исто 50 денари. Значи, карта е со една минимална цена за 2 сата забава или за 4 сата забава за овој турнир. Сите оние кои што сакаат да помогнат на клубот не треба да чекаат да влезат без пари, него треба да платат карта. За да го имаме сето оно за кое што сите се бориме. Значи еден кошаркашки клуб јак и стабилен. Во таа смисла ќе понудиме и претплатни карти за целата сезона. Тоа значи дека за преку 20 утакмици што ги одиграме во Бибал лига и во Македонска лига, ќе понудиме 700 претплатни карти за места партер доле на седишта за неизлечување, каде што секој кој ќе купи таа претплатна карта ќе има свое место, значи со места нумерирани. Картите ќе бидат нумерирани, ќе бидат по една стварно, јас мислам, една поволна цена од 800 денари да се гледа цела сезона и Бибал лига, и Македонска лига, и дури ќе ставиме 2-3 пријателски утакмици. Со нумерирани седишта така да секој кој ќе ја купи таа претплатна карта ќе има свое место во оваа спортска сала цела сезона. Резервирано. Друга ствар што сакам да кажам, однова имаме опомена за пушење во салата. Значи, сакам сите љубители на кошарката да им кажам дека од оваа сезона ќе им бидат ригорозни казни затоа што постои закон дека никој не смее да пуши во затворени простори посебно во спортска сала. Така да сега со овој закон добивме опомена од новора дека сите милицајци што се тука во салата што ќе бидат имаат право да казнуваат на лице место. Јас не би сакал оние љубители на кошарката кои што дошле тука да не бодрат, да бидат казнати со некоја ригорозна сума од 300-400 евра, колку им е таму казната. Затоа балконите ќе бидат отворени. Значи на пауза, на полувреме или после првата дена може да излезат и да пушат. Али мора да сватат дека нема веќе пушење во спортската сала. Сега за